Благодарам. Сега би сакал да одговорам на прашање кое што стигна до електронски до прес-центарот. Прашањето е овака: најавивте кривична пријава за проневерата на над 4,6 милиони евра во специјалното јавно обвинителство преку плати и бонуси. Докаде сте со постапката? Како што знаете, извршниот комитет на ВМРО ДПМН на последната седница го задолжи правниот тим да изготви кривична пријава која што ќе биде поднесена за проневера на 4,6 милиони евра во специјалното јавно обвинителство. Ова е светски преседан што се случува во Република Македонија. Практично оние што требаше да ја гонат корупцијата, високата корупција, тие всушност ја правеа целата корупција, тргнувајќи од целиот случај на рекетирање, потоа со овие средства кои што беа префрлени преку бонуси и плати на незаконски начин кон луѓето кои што вработеле таму, кои што биле вработени таму, а ако знаеме дека тие луѓе сите се блиски до некој од функционерите и раководството на СДСМ, и повеќе од јасно е како се испумпувале пари преку специјалното јавно обвинителство и се делеле помеѓу луѓето кои што биле вработени таму по принцип на бонуси и останати давачки, но нормално, како што и сега е потврдено, на незаконски начин. Како што рековме, се подготвува кривичната пријава и затоа ќе бидете навремено известени кога ќе биде поднесена. Би сакал само краток осврт да дадам дека доколку оваа влада на СДСМ работеше домаќински, сите оние луѓе кои што беа и уште се инволвирани во оваа влада работеа домаќински и не ги делеа парите на граѓаните преку своите роднини и пријатели кои што беа вработени во СЕО, ќе можеа со тие пари 4,6 милиони евра да се набават над 18.000 уреди за онлайн настава на децата, што сега гледаме дека недостасуваат и повторно владата и Заев не лажа дека ќе ги набават до март-април наредната година. Со истите пари можеа да се набават над 70 амбулантни возила, кои што и како во оваа здравствена криза фалат на Република Македонија и на клиниките и болниците во државата. 70 амбулантни возила не се малку и исто така може да се набават над 300 респираторни машини, за кои што, како што знаете, истиот период во корона кризата се обидуваше владата на Зоран Заев, Оливер Спасовски, министерот Филипче, да ги набават по практично двојно поголема цена тој период со парите на граѓаните. Така да со овие проневерени пари ќе може едноставно да се спасат над 18.000 дечиња да продолжат со своето образование, ќе може да се спасат и огромен број на граѓани кои што имале потреба од оние услуги од Министерството за здравство и од клиниките. Благодарам.